Какво е чувството да се биде председател на Советот на општина Карпош и очекувате ли конструктивна работа на сите советници, без разлика од која политичка партија се? На последните локални избори во октомври 2017 година најголем број од граѓаните ни ја дадоа довербата нам како политичка партија, а со тоа е и одговорноста да раководиме со општината. Имајќи ги во предвид и претходните практики, функцијата председател исто така ни припадна нам. На втората седница на Советот на општина Карпош, јас бев избран за председател и сега ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на моите колеги советници, кои што едногласно ме избраа да бидам прв меѓу еднаквите во Советот. За мене лично ова представува еден голем предизвик, да водиш грижа за 60 и повеќе илјади граѓани и да решаваш проблеми од различни области. Што се однесува за соработката со моите колеги советници, јас најпрво во моето излагање, кога бев избран, реков дека сега е ова шансата, заедно со градоначалникот, да бидеме еден победнички тим, да бидеме луѓе што ќе оставиме трага позади себе и во нашиот мандат од 4 години да сработиме нешто за граѓаните на општина Карпош. Мислам дека тоа ќе биде изворот од каде што ќе црпам сета позитивна енергија за единство во Советот. Предпоставувам и убеден сум дека имате приоритети со кои ќе ги решите проблемите на карпошани, со еден збор ќе им овозможите поквалитетен живот. Кои се тие? Како примарни задачи си ги поставивме стопирање на неконтролираната градба во општината, ревизија на деталните урбанистички планови, идентификација на загадувачите во општината, зачувување на зеленилото и зголемување на садниците и подигнување на нивото на комунална чистота во нашата општина. Во делот на образованието ќе направиме ревизија на сите досегашни програми заедно со Министерството за образование и ќе ги подготвиме училиштата за реформите кои што предстојуваат. Детските градинки секако треба да бидат пример за добро работење и наш образ е ние на најмладите да им обезбедиме иднина. Во периодот пред нас, заедно со градоначалникот, ќе направиме една програма за спорт, која што ќе овозможи правилен и здрав развој за секој млад човек. Мислам дека ние како општина не треба да ги заборавиме ранливите категории, треба да им понудиме рака и вистински да им помогнеме на социјалните, на сиромашните и на немотните. Исто така, ние како Совет ќе се ангажираме да ги реализираме сите оние проекти кои што се од областа на културата, на обичаите и на традицијата во општина Карпош. Колку како Совет ќе бидете транспарентни со оглед на фактот дека вие сте од и за граѓаните? Искрено кажано, јас до сега не знам каква била информираноста за работата на Советот, но сега јас како ново избран председател ќе се залагам за отвореност и соработка со сите медиуми, се со цел за подобро и навремено информирање на граѓаните. По завршувањето на седницата, лично ќе ги информирам граѓаните за сето она што е сработено на Советот на општина Карпош. Мислам дека на тој начин ќе го зголемам нивото на информираноста, така да граѓаните на општина Карпош, невладиниот сектор и бизнес заедницата да бидат поактивно вклучени во работата на Советот и на комисиите со своји предлози и сугестии. Ке имат ли карпошани можност да се сретнат со председателот на Советот на општина Карпош, односно ке имате ли приемен ден? Ке ги слушате ли нивните барања, предлози, сугестии? Ние како советници сме избрани од граѓаните на општина Карпош и наша обврска е да имаме секојдневна комуникација со нив. Јас лично нема да имам приемен ден, туку ќе бидам отворен секој ден за граѓаните, за соработка, да ги слушнам нивните проблеми и да најдеме заеднички начин како да ги решиме истите. Како новитет во наредниот период планираме еднаш месечно да бидеме присутни во урбаните заедници и јас и градоначалникот, за да може граѓаните директно со нас да комуницираат, да ни поставуваат прашања, а врз основа на тоа и заеднички да изнаоѓаме решенија за да им ги решиме нивните проблеми.